Добро вечер, драги мои. Добре дојдовте во уште едно најново издание на Македониум Диалози во живо. Вечерва, на моје огромно задоволство, имам чест да го поздравам во нашево студио, а вас да ве поканам да го проследите заедно со мене разговорот со господин Едмонд Темолко, македонец од Пустец, Албанија. По многу нешта ексклузивен гостин во нашава програма. Меѓу другото, ако ништо друго, ексклузивен по тоа што требаше во околу Пладне некаде да тргне од Корча за да стигне во Скопје, па еве да биде гостин во нашава програма во топ форма, би рекла, вечерва, точно во 20 часот. Добро вечер, добро дојдовте во Македонија и добро дојдовте во Македониум. Добро вечер. Ви благодарам за поканата. Вистина последен напорен ден што имев обврски околу општината во Пустец и во Корча и мило ми е што учествувам на ваша телевизија и вашата емисија, бидејќи самото име Македониум ме привлекува и каде да бевче стигнав. Ви благодарам особено заради тоа. Господинот Едмонд Темелко е, меѓу другото, првиот македонец што е градоначалник на една општина надвор од Македонија. Се разбира населено место со македонци претежно, меѓутоа првпат во историјата на тој простор, на една друга Македонија одвоена од ова, се случува едно такво нешто и особено ми е драго што имаме можност еве со вас да поразговараме на некои теми всушност како изгледаат македонските теми од таа страна на границата. Така е. Јас сум градоначалник на општина Пустец од Македонската партија Македонска алијанса за европски интеграции. Така. Сум градоначалник на една општина, да те коригирам, 100% населена со етнички македонци. Да. Општината има околу 5000 жители и вистина беше историска победа за нас. 2007 година првпат излегоме со наша партија и победивме. Од многу гледни точки, две беа најважни. Едната беше дека се афирмира партијата, македонците се организира политички, а втората беше бидејќи се бореме против партијата на власт во Албанија, што издржавме секакви притисоци, методи од власта врз нас или на крај успеавме. И со тоа докажавме дека ние обстоиме во Албанија, сме дел од таа држава и легално, по легален пат ги бараме да оствариме правата наши. Околу вашето, така да речеме, прашање, ние пратиме многу политика по Балкано, посебно поврзана со нашата матична земја, Република Македонија. И многу сме упатени во политичкиот живот и движење на Македонија. Да, вие имате еден друг ракурс на гледање на нештата. Јас велам, нормално македонец си е македонец, без разлика каде и да е на земјинава топка, меѓутоа понекогаш различно гледате на нештата ако сте на изворот, на матицата, што викам јас, или сте од некоја причина, нели, одвоени со некаква бариера. Тогаш можеби некои нешта изгледаат подрастично, попривлечно, особено за една затворена земја каква што беше Албанија. Претпоставувам дека Македонија беше долго време во вашите животи повеќе идеја отколку нешто што конкретно можевте да го видите. Иако сме, нели, границата е граница. Еден чекор ведели од едната до другата Македонија, меѓутоа сведоци бевме на затвореноста на системот на Албанија. Кога првпат дојдовте во Македонија, господине Темелко? Така, првпат јас дојдов 91 година, студент бев тога во Тирана и тоа не само кај мене, кај сите македонци во Албанија остана во памтење тоа чувство дека стапваме државата Република Македонија, тоа беше едно огромно задоволство. Так. Или да кажам дека во претходниот систем, во режимот на Енвер Хоџа, иако беме ние надвор од Македонија, или ние наизворно и најоригинално, така кажано во наводници, го зачуваме идентитетот како македонци
Так. Културата, јазикот, музиката, фолклорот македонски, што иако бевме во таа изолирана, во тој див комунизам, ние успеавме да ја зачуваме сите наши македонски обичаи, традиции, култура, јазик и секогаш сонуваме и како дете мало се сеќавам и со постарите кои ќе правевме муавет, еден ден да можеме слободно да влегуваме, да излегуваме, да гледаме Македонија, бидејќи тој беше сон на генерации пред тоа. Ако се сеќаваме Втората светска војна, македонците од Албанија од мала преспочествуваа во македонски бригади низ Македонија. И тие се бореа со таа цел не против некои сили, само со на цел дека после војната ќе има Македонија цела и так. македонците ќе живеат во своја држава. Так. Ова е еден само пример. И пред тоа, од секогаш што беше сон на македонците. Вие не израдувавте сите од оваа страна во оној момент кога преку медиумите имавме можност да проследиме како го поставувате со огромна свеченост символот пред вашата општина, 16 кракото сонце, што е во оваа матичната држава дискутабилно да се постави, знаете, секогаш има тука сведоци сте и вие како се до тоа се развиваше, значи еден општо народен, еден символ на македонецот без разлика каде е и без разлика кога е, значи еден безвременски и символ кој за кој не важат простори, туку само една идеја Македонија. Вие бевте тие што од таа страна, нели, во една ваша Македонија, сепак не таа матичната, го ставивте онака гордо да се гледа и мислам дека баш не ги наполнивте срцата на сите ние што гледавме од оваа страна. Гледам дека го имате тој символ и на прстенот. Веројатно и во срцето. Веројатно. Точно така. Излегува од вас и не само вие, веројатно. Да, тоа е сите на сите наши македонци. од таа страна. Да. Мислам дека тоа нема, не знам, не смееме ние македонците да дискутираме околу ова прашање, бидејќи тоа е исто како да речеме дека сме македонци или не сме македонци, дали постоиме или не постоиме. Тоа е символ, не е сегашен, нити кога Так. стана Република Македонија држава во рамките на Југославија, нити кога се направи партија било каде. Овој символ е од самото создавување на македонецот. И има многу кажување од многу стари, јас од секогаш, не само јас, сите македонци сакевме да знаеме кај е потеклото, што е нашата поврзаност со овој знак, со македонски символ. И со тоа се гордеме дека првпат во земјината топка 16 племина се обединаа, формирана држава Македонија. И тоа е на него треба сите сегашни генерации треба да му се сонцето како свој символ, да. И некогаш ние македонците во Албанија многу жители од Пустец, од Мала Преспа се чудиме некогаш кога во јавноста во самата држава Македонија, кај треба националното чувство треба да е поголемо, се носи во прашање некогаш дали да се употреби овој символ некаде или зошто се употреби. Па тоа е не е морално, не е етично да дискутираме околу оваа работа или околу вашето прашање. Ние се чувствуваме горди, така општината наша унанимно го донесе за знак на општина, символ на општината, знамето 16 краци. Со тој символ се издаваат сите документи од општината до сите институции во Албанија, државни, меѓународни. Да. И со матичната земја што комуницираме, на секој документ стои тој емблем. Тоа докажува, не идентификува како македонци. Самиот знак. И околу тоа не треба многу да се разговара, освен
Освен да кажеме дека овие македонци овде можеби треба малце да се угледаат на тие македонци што се од таа страна и што не би рекол така, туку секој македонец треба се гледа себе си. Крајно време ние македонците да се сакаме себе си, за да не сакаат другите. Ако ние македонци не се сакаме себе си, не си сакаме нашите символи, па не може да не сакаме. Ако така лесно се откажуваме од нив и ги именуваме, нели во име на не е битно каква повисока сила и повисока цел, тогаш кај ни е крајот. Так.